Сакам да кажам овде зошто нема да гласам за пристапување кон уставни измени. Затоа што спогодбата од нивици во Преспа, таква каква што беше, мене како човек ми налагаше да не верувам во она што го пишува внатре, бидејќи според моето искуство досега сметам дека внатре има одредени некои работи за кои веќе многу пати станува збор, со кои не се согласувам. Врв на сето тоа беше, значи првата причина е 30 септември, каде што сите се согласивме, вклучително и Државната изборна комисија како највисок орган, дека референдумот не успе. Затоа што еден од двата кумулативни услови не беше усвоен. И втората причина е заради тоа која произлегува од првата, од член 73 од Уставот вели штом еден од двата услови не се исполнети, јас немам право да расправам овде. И третата причина, затоа што сите ние овде, колеги, имавме заклетва, кога влеговме во овој законодавен дом, дека ќе го почитуваме суверенитетот, Уставот и уставноста на оваа наша Република Македонија. Бидејќи граѓаните нас не ни дадоа виза тоа да го правиме, јас сметам дека немам мандат тоа да го правам. Вчера слушнавме овде од премиерот збор за помирување, некој го протолкувал како амнестија, разни луѓе. Господине Заев, сакам да ви кажам, како во филмот Добриот, грдиот и лошиот, има два вида луѓе. Во ваш интерес го зборувам ова. Едни кои читаат книги и едни кои читаат Фејсбук. Мала е таа разлика. Во тој контекст сакам да ви кажам, немојте, ве молам господине Заев, овие пратеници сите овде, да ги туркаате и да притискаат копче за кое не дале заклетва. Вие не сте пратеник, вие сте само предлагач. Нашиот председател Мицковски не е пратеник, но е лидер на партијата. Мој совет е да се затворите 5 дена или 10 дена некаде, да разговарате максимално како треба, да донесете некаков заклучок за добрата, убава иднина која ќе не чека како држава, а овој народ тоа го чека, а ние овде после во тој контекст да разговараме.